Почитувани гледачи, за сите оние кои што не веруваат во ова што го читаат на таблата позади мене, ќе кажам да, тоа не е фотомонтажа Суперзвезда, денеска ве води директно на едно специјално место. Денеска ќе бидеме гости по повод празникот Водици во селото Битуше. Битуше е село кое што се наоѓа во Западна Македонија. За разлика од многу други села, Битуше до ден денеска ги чува културните вредности и традиции во иста онаква форма, исто и онакви какви што биле пред многу години, подочно исто онакви какви што ги почнале и ги практикувале нашите баби, дедовци, прабаби, прадедовци и така натаму. Денеска суперзвездичките ги оставив да ме чекаат дома. Јас одам во Битуше, каде што заедно со битушани ќе го прославуваме празникот Водици. Денеска во оваа емисија ќе имате можност да видите нешто што не сте виделе досега, поточно во ова специјално издание на Суперзвезда ќе видите како изгледа да се сака својот народ, како изгледа да се сака својата држава, како изгледа да се сака своето место и како се почитува својата традиција и култура. И што е најбитно, ова што денеска ќе го видите е начинот на кој битушани сите овие традиции им ги пренесуваат на најмладите. Останете со Суперзвезда, ќе видите емисија како што вистински сме немале до сега. Одиме со реклама. Како што кажавме во најавата, почитувани гледачи, денеска Суперзвезда, ексклузивни гости, ова е специјално издание на нашата денешна емисија. И воедно имам двајца соговорници. Добар ден за господинот Галев Идановски. Добро дојдовте во Суперзвезда. Како сте? Благодарам, добро. Ми е драго што сте овде дојдени во Битуше. Исто ми е драго што денеска присуствуваме на овој прекрасен и убав ден овде кај вас. И ќе видите многу убав обичај од старо оставен, што никој пат и не се изменува, туку се задржува истиот начин, истиот ритуал како што бил некојаш. Така, да го поздравиме и вториот наш соговорник, господинот Миле Матевски. Здраво живо, добре дојдовте и вие во Суперзвезда. Добре, најдовме, а добродошлица и за вас како екипа и за сите што се добронамерни гости во Битуше на овој свечен ден на оваа селска веселба. Тука имам една малечка принцеза, еве Михаела е денеска овде, Михаела е една малечка кукличка која што денеска еве во духот и во традицијата облечена овдека како сите битушанки денеска и таа во народна носија, која има само 2,5 години, нели? 2,5 години. Ете, да ни е жива и здрава. Денеска ќе разговараме за тоа кои културни вредности ги има, значи, Битуше, селото Битуше, кои традиции и обичаи си ги има народот овдека, како се пренесува традицијата од страната на старите во раците на младите, што е посебен повод за кој што дојдовме овдека да ја снимаме оваа емисија. Ајде да почнеме сега вака од почеток. Каде се наоѓа Битуше за сите оние што не знаат? Битуше се наоѓа во западниот дел на нашата република, поточно на спротивната страна од Бигорскиот манастир. Селото моментно брои 100 куќи, меѓутоа активирани, активно живеат негде околу 20 куќи со 60 жители. Инаку Битуше порано броело над 500
жители, меѓутоа брана на миграцијата, како што ги зафатил сите села во долината на Радика, така и во Битуше не го оставил осамено и Битуше полека станува село на старци. Но Битуше, за разлика од сите други села, има задржано многу стари обичаи, вредни традиции, кои што и ден денес се повторуваат, онака како што се случувале во изминатите години, исто така со учество на целото село и со сите иселени битушани кои што доаѓаат овде и активно учествуваат во одбележувањето на тие светни денови. Меѓутоа, под напливот на новото време, многу вредни стари обичаи, традиции, празници веќе се видоизменети, така што денеска, например, веќе не е она што беше битушката свадба, но за разлика од неа, па водичарските обичаи, односно земањето на крстот, како што го викаме селското кумство, ги има зачувано старите традиции што исконски се повторувале со години и со векови. Така што во однос на организацијата на овие водичарски обичаи, никој не може да изврши некоја режија или собствено организирање, затоа што традицијата се изборува како треба орото да тргне, да го земат крстот, каде све тоа да се... Значи, комплетно се повторува она што било присутно во начинот на живењето во Битуше во изминатиот период. Прекинам на кратко само да прашам, значи, денеска ќе го видиме тоа што го правиле нашите баби, дедовци, прабаби, прадедовци, чукун баби, чукун дедовци и наназад. Токму така. И да кажеме, за разлика од другите традиции, да речеме празници, кои што се нешто видоизменети, овој не. Да речеме, јас дури тврдам, не можам да тврдам, со сигурно да тврдам дека ова селското кумство во Битуше е единствен обичај што се изведува на овој начин. Двете куќи што го земаат крстот, до земањето на крстот доаѓаат со 2 ора со невести и девојки облечени во битушка народна носија. Така што тоа му дава посебен шмек, посебна убавина на сето тоа што се случува како традиција. И што е уште повредно, Битуш на вистина сега има 100 куќи, меѓутоа 20 се активни. Меѓутоа сите 100 куќи се во физичка кондиција и што е уште побитно, сите иселени битушани доаѓаат овде, го земаат крстот, учествуваат во празниците, така што има дури и надпревар кој повеќе да се покаже со она што го сака и што го да го одбележи денот за да покаже дека го сака своето село. Благодарам. И вие и господинот Миле сте професори, така? Така. Поврзува вашата професија, господин Миле. Така, дали вие живеете во Битуше или доаѓате? Јас доаѓам во Битуше, летниот период седиме тука, другите периоди Скопје, работата ни беше Скопје, меѓутоа традицијава нити смееме, нити можеме да ја изоставиме. Значи, еве како што гледаме веќе, заедно со вас секаде каде што одиме денеска и вашата најмала внука, таа е тука за да научи, да може да се пренесе понатаму и таа да ја практикува оваа традиција, овие обичаи понатаму. Па токму тоа ни е и целта, младата генерација да не ја заборави оваа традиција и ги пренесуваме од колено на колено на сите деца. И вие сами приметивте, орото е полно со млади девојчиња. Ношни специјални правиме за нив, да се весели, да се радосни и се вклопуваат во овој амбиент, во оваа заедничка веселба и радост со целото село и учествуваат многу добро, баш како млади, еве како ова моја внучичка. Ето, многу ми е драго, сакам да ве прашам уште нешто, господин Гале, денеска вака што ќе видиме, да ги подготвиме гледачите да бидат спремни да знаат кои се ритуали, каде започнува церемонијата, како се одвива понатаму, кога се фрла крстот, што прават невестите со носиите, какви игри има понатаму. Денеска денот почнува со свечената литургија во селската црква, во тоа Свети Архангел Михаил. По неа кумството тргнува кон селската река, кон Бигришта, тамо оди целото село и во реката се осветува водата и се фрла крстот. Потоа сите луѓе што учествуваат во ова се враќаат дома, но оние што ќе учествуваат како кумстарки, односно што ќе одат по крстот, тие одат во куќите, во двете куќи, кој каде се определил според родбинските врски и односи и одат тамо. Се подготвуваат, ги земаат таблите на глава, со тоа што домаќинката има
табла во која што има 2 леба големи и тука се наоѓа и дрен. Сето тоа символизира беричет, символизира здравје, символизира цврстина. А сите по неа во таблите носат по еден леп. Со него вртат околу целката црква, се игра оро, со тоа што е ритуалот. Прво ги подсетува песната дека да не се грижи домаќинот за трошковите што ги прави, заради тоа што сам заирено се свети Јован. А потоа песната продолжува со тоа што се пее да му е жива глава на секој машки член од семејството. Откако ќе заврши тоа, одат во селскиот дом, каде што се дели лебовите што се носат, на секој што учествува во тоа, се дава кашкавал, сирење, урда и други работи, така што тоа му доаѓа како заеднички доручек во селскиот дом. Потоа кумстарките се враќаат во куќите кај што окревале кумството. Тука имаат заеднички ручек, со веселба, со песни, веќе забележувате има и музика, дебарските мајовци се тука присутни и со тоа завршува. Но, имајте во предвид дека овие обичаи траат 3 дена активно во Битоше, но се подготвуваат цела година. Например, интересно е тоа да ви кажам, да речеме традицијата што зборува. Сега на 31 јануари на Свети Атанасија, двете куќи што ќе го земаат крстот до година даваат свечена изјава во селската црква. Сега се дава изјавата за до година. И тие почнуваат од тогаш, веќе се подготвуваат за до година. И да речеме се што треба да се подготви, тие го подготвуваат и си знаат, и целото село знае дека до година ќе земаат тие и тие. Со тоа што е многу интересен е обичајот, со тоа што, например, еве во овие соседниве села наши, овде што се Ростуше, Велеброто, Требишта, кај што имало православно население, сега помалку се, тамо земањето на крстот го изведувале само со една жена. Во Битоше од памтивек се изведува ова со учество на целото село. И да речеме дури има и надпревар која куќа ќе има повеќе кумстарки. Јас ви благодарам многу за пријатниот разговор. Се надевам дека и нашите гледачи веќе имаат вовет и се подготвени да видат нешто што досега немале можност да го видат никаде. Почитувани гледачи, за вие кои малку подоцна се вклучите, ова е специјално издание на Супер Звезда. Денеска Супер Звезда ве води по повод празникот Водици, специјално во Битоше да видите традиции и обичаи кои за разлика од многу други места во Македонија овде не се изменети и не се заборавени. Останете со нас во следните 60 минути, ќе имате луда и незаборавна емисија.
Почитувани гледачи, онака баш токму природно како што природата го дала, Битушани ме почастија со една прекрасна чаша на убав природен сок од боровинки, набрани токму тука, и морам да ви кажам дека чувството е ненадминливо. Продолжуваме во разговорот со професорот Миле. Професоре Миле, кажете ми како сте задоволни денеска од оваа посета? Па немам зборови, ова благодарност кон вас за оваа посета во село, бидејќи многу е добро да споделиш заедничка радост со други пријатели пошироко од својот роден крај, од своето родно село. Сами забележувате, радоста е од најмалото па до најголемото. Поготово за малите кои што се враќаат од градовите со своите родители, со своите постари, заедно да продолжат традицијата и да им остане во сеќавање овај убав ден што заеднички го празнуваме и на кого се радуваме и го чекаме скоро цела година. Јас се изненадив кога видов, дури една пријателка на мојата мајка ја сретнав овде почитувани гледачи. Знам дека не е од Битушен, ми изненади нејзиното присуство овдека. Повеќе луѓе се собрале од Скопје, па дури изнајмиле минибус и како туристи беа дојдени овдека денеска да присуствуваат, значи, на празникот Водици кај вас овдека, значи надалеку ве бие добар глас. Гласот ни е добар надалеку, се во последниве години, неколку години со промената на системот на живење, малку се намали посетеноста, затоа што се зафатени сите кои со работа, кои со едно, со друго, не се ослободени од своите работни места да можат да дојдат. Иначе во поранешните години тука било масовно посетено и од нашите иселени што се по градовите и од нивните пријатели кои заедно со нив секој пат доаѓаат. Во Битуше нема неотворена куќа за овој ден. Сите куќи се отворени, сите оджаци димат, шпоретите запалени, а и еве може би и Господ помогна денес да ни е време во фантастично како во пролет, така да На уживањето му нема крај, нели? Нема крај, му нема крај. Во моментов не гледаат многу деца, но тука се нивните родители, мајки, татковци, баби, дедовци. Кажете ми, колку е битно и важно, општо, не само за вас, туку и за сите нас во Македонија, за зачување на нашите традиции, да ги пренесуваме културните вредности на најмладите? Па видите, тоа нема цена и секој треба да секој родител кон своето дете, кон својот подмладок, да се труди да го пренесе, зашто ова го нема никаде. Секој со по нешто се фали во животот. Секоја генерација, секој родно место има своји обележја, своји имиња, своји работи. Така да пожелно би било, тоа ние ево и се трудиме, сами забележувате, да го тоа пренесеме што помасовно на нашите помлади деца. Прекрасно, еве, Михаела е нетрпелива, има прашања, сака да праша. Таа е прекрасна, значи, убава, малечка, чиста и искрена, и како што може да приметите, почитувани гледачи, денеска не сака да се одвои од народната носија, дури до пред 2-3 месеца не ја сакала, но еве пред неколку дена изразила огромна желба, па денес дури не можеме ни да ја соблечеме носијата. Но вика ќе спие со неа, така да значи тоа ме радува многу што се приклучуваат на овие наши традиции. Можда и тоа допринело да останеме тука кај што сме под Крчин толку векови како чисто македонско село со традиции кои верувам ги нема никаде, поготово на овој ден. Ме интересира дали се слават и некои други празници освен Водици овде кај вас во Битуше? Па во Битуше нема фактички од православниот календар ден што не се слави. Меѓутоа за одбележување се неколку празници, тоа е овој денешниот Водици, Божич, Великден и Илинден, кој е селска слава на целото село. Посетеноста баш на ова место, така наречено Добие, по местноста, по местното наречје, иначе Дабие да речеме ево по македонскиот јазик. Меѓутоа и тогаш ќе ви поканиме да дојдете да видите дека традициите и зимскиот и летниот период продолжуваат со несмалена жестина и радост до сите присутни. Сите поколенија се присутни тука, ги посетуваат убавините на ова село. Природата дала многу повеќе од што сме очекувале, така да младите, поготово, да ни дојдат овде, некоја и ваша емисија да снимиме баш на овој локалитет, на ова место.
Ете многу прашања до дедо од неговата внука. Малечките си бараат и внимание. Сега ние малку повеќе разговараме, така и мојата керкичка потполно иста слика што имам дома се повторува и овдека. Јас работам со дечиња и ги разбирам, да ни се живи и здрави. Да кажеме, кога е убав момент да се посети Битоше? Најубав момент да се посети Битоше со своите природни убавини е пролетниот дел. Некаде јуни месец е најпожелно и најубава декорација на разни бои. Тоа е шаренило од бои цветови. Ми се чини тој период е најубавиот. Сега имаме вака голи гранки на дрвјата, инаку овде јас сум бил и сум видел кога е разеленото, значи станува збор за една неверојатна природа. Да кажем, има ли диви животни овдека наоколу? Има диви животни, застапени се мечката, волкот, дивите свињи повеќе, дивокозите горе по планините, срни има доста. Има, меѓутоа има и некои од птиците што ги снема во последниве години, дали се извршена некоја преселба на друго место или па се едноставно исчезнати, тоа не би можел да ви го кажам, али промени секако дека има. Така, инаку Битоше не само што е познато по традициите, празниците, по луѓето и културата, познато и по добро сирење, така ли беше? Битоше не е сточарско село, мислам овдека, да напомениме и тоа, немаме земјоделие, единствен извор на исхрана на семејствата било печалбарството, така да нашите родители оделе далеку на печалба и се враќале тука со идеи од се она што е најдобро. И така го пренесле тоа во нашето мило село што се вика. Иначе во селово единствено што јас знам со мојава возраст дека не сме имале, тоа е ветеринар, лекар ветеринар. Ние сме имале надри лекари ветеринарци, али школуван ветеринар сме немале во село. Иначе сите други профили на занимање од просветата, од наобразбата се присутни во селово, иначе тоа го викаат село на интелигенција. Така, најчесто кои прашуваат битушанки и битушани не велат каде работи мажот или женати, не велат кај е директор мажот или женати, нели? Токму така, тоа се пренесува и за галичаните, нашите комши, и за другите. Останало тако, нека оди, од тоа штета нема, тоа не е фалба, тоа е вистина така, дека луѓето се интелигентни и тоа е. Значи, дефинитивно нешто што вреди да се посети и вреди да се види, и тоа е почитувани гледачи село Битоше. Јас сум горд на секој момент кога имам можност да бидам во дружба со битушани и да дојдам овдека. Значи, не може да се опише колку на еден човек срцето му станува пошироко и поголемо кога ќе дојде овде, кога ќе ги види сите овие убавини, а кога ќе седне и ќе си поразговара со убави пријатни луѓе како што е професорот Мила во моментот овдека до мене. И за крај сакам да ја прашам, има ли нешто што вака сакате да им порачате на родителите, на дечињата кои што не гледаат? Има многу што да им порачам. И на родителите од нашето село што се иселени, и на оние родители што се интересираат да го посетат нашето село, да ги донесат своите млади, да видат од каде тргнале тие млади што се таму кај нив, да дружат со нив по фабриките, по домовите, по сите оние културни установи што се движат низ републиката наша. Нека дојдат овде, нека битушани се многу гостоприемливи, куќите се перфектни за гости, сите услови ги имаме, животот е градски, ако живееме во село, така да ќе бидеме многу благодарни ако ето и ваша емисија допринесе за една таква посета на нашето место. Тоа беше и поентата на нашето денешно дружење. Останете со нас, почитувани гледачи, има уште многу до крајот на нашата емисија, а сега сакам да ви заблагодарам од се срце, уште еднаш ве поздравам и да ви посакам во некоја наредна прилика повторно да се дружиме, не само во Супер Звезда, туку и така приватно. Приватно, секогаш сте добре дојдени. Не само вие сите добронамерници што сакаат да дојдат во Битоше, нека повелат со отворено срце ќе ве пречекаме. Господин Миле, благодарам многу, а ние почитувани гледачи продолжуваме понатаму. Почитувани гледачи, се наоѓаме во моментов на местото наречено Тримоска чешма, чешма која што има големо значење, на некој начин и приказната за денешниот празник Водици започнува од овдека. Ова е чешмата од која што се зема водата, чешмата од која што се замесува лепчето. Денеска на оваа чешма ќе разговараме за еден светски феномен, за една од најубавите работи на светот, а тоа е битушката носија. Еве ги
момите кои сакам да ги поздравам, здраво на сите, добри дојдовте во денешното издание на Супер Звезда. Се надевам дека преку ова што сега ќе го покажеме, ќе можат најмладите, а и нивните родители, па дури баби и дедовци, да научат нешто повеќе за сите оние кои не знаат, а тоа е битушката носија, за која што јас колку што знам дека веќе скоро и да нема мајстори. Точно ли е, господине Гале? Па, ретко се наоѓаат мајстори, заради тоа што битушката носија остана една од ретките, една од најживопесните, една од најрасхочните носии во Македонија. Од друга страна, таа е една и од најскапите носии. Се состои од неколку елементи и таа влегува во склопот на мијачката носија, на галичката носија. Меѓутоа, со единствена разлика, тоа е на клашеникот. За разлика од галичките клашенци кои што завршуваат со темни бои, овде овој гајтан ја одделува битушката носија од галичката. Значи, овој бел гајтан ја одделува. Со тоа, така, значи, ја одделува битушката од која? Од галичката носија, од мијачката носија. Со тоа што символизира при изготвувањето на носијата, во битушката носија, во која што учествувала младата невеста или девојка која што го чекала своето момче да се врати од гурбет, битушката носија има малку поведор карактер за разлика од галичката, која што е потемен, што значи дека малку е потежок и животот. Се состои од неколку елементи. Најважниот е клашеникот. Тоа е овој дел кој што може гледачите да го видат, да го покажеме уште еднашка. Клашеникот, а потоа редената кошула. Значи има редена кошула која што е наредена со парички во моментот. Парички и со со сребрен накит, украси, филигран. Потоа ги има минтанот и минтанелекот. Овде порано, сега ретко се наоѓа од веќе ги нема мајсторите што изготвуваат, тоа е иглата ја нема, но затоа па остануваат низалката, која што е украс, и пафтите. Овде имало пафти и ова. Потоа има калемчарите, тоа се овие шамии, кои што ја збогатуваат, и на крајот е кошулата редена, која што завршува со везови со убавини. Што значи дека битушката носија, видите, например, филигранското изработено, например, ракавите, се тоа елементи од обичниот живот и сето тоа битушката невеста, битушката девојка ги го изработувала чекајќи го своето момче да се врати од печалба. Оти Битуше е познато како село на печалбари, гурбетчи, кои што талкале по светот, во Грција, во Бугарија, во Србија, во Романија и на други места. Но секој пат спачеленото го носеле овде. И додека тие печалене надвор, младата невеста, нижејќи го ова, везејќи ги овие прекрасни елементи, таа фактички го очекува своето момче да се врати, за да може на сведните да изгледат заедно и да се покаже во најубаво светло. Значи се си има приказна и приказната си има дури почеток и крај. Прекрасно објаснување, ви благодарам многу, би сакал малку да поразговарам сега. Вие бевте Билјана, така беше? Биле здраво, дали сте добри? Да, супер. Како си поминувате денес? Одлично. Празникот на ниво, секоја година доаѓате? Јас да ви кажам искрено, прв пат доаѓам, затоа што сум релативно млада невеста овде во село. Тоа ми се допаѓа. Ете така тоа. И сега прв пат идете да крстот оваа година, ќе биде кај нас, значи сега го земавме од старите кумови. Многу ми се допаѓа како е се организирано, празникот воопшто. Значи се гледаме и до година. Да, секако до година и понатака. Да не се заветуваме, така е редот. Така, благодарам веднаш до вас и Каролина. Ево да дојдам Каролина. Здраво, Каролина, кажи ми како си? Добро. Кажи ми, Каролина, кога прв пат ти облече носи? Одамна многу. Тоа беше Не сега. на колку години? Кога беше многу малечка? Многу мала. Како е чувството да се носи? Па убава. Прекрасно, нели? Да. Благодарам, одиме сега да видиме Софи. Еве на Софи демонстриравме, така. Какво е чувството да се носи, еве да кажеме за сите оние кои што немаат облечено и кои што можеби Прекрасно, затоа што ова е голем празник за нас. Ние сме новите кумови во ова село една година што ти трае. Крстот ќе се наоѓа кај нас, до година ќе го предаваме на други. И така да, од денеска натака, пошто ние многу ретко сме присуствувале, ќе биде ете така, за да може да доаѓаме секоја година, ни се отвори патот да се иде. посакувам многу здравје, среќа и береќа, така уште една мома убава и прекрасна. Здраво живо, вашето име? Слаѓана. Така, многу ми е драго да можеме да се подружиме денеска овде. Кажете ми, доаѓате ли секоја година вака на празници во Битуш? Да, секоја година. Инаку не живеете тука?
Не, во Скопје живеем. Кои повеќето од младите, но овдека е главното дружење. Да, секој празник тука идем. Како е чувството да се дојде да се празнува? Прекрасно. Ајде да ги поканиме, што ќе им кажете на сите оние кои никогаш не биле овде? Да дојдат. Да видят. Дефинитивно да дојдат да видат, бидејќи ова со зборови не се опишува, нели? Само се од гледање да видиш, па да знаеш дека што е прекрасно. Ете така. Јас ви благодарам многу на сите, ви благодарам за ова прекрасно дружење кое што го имаме сите денеска заедно. Почитувани гледачи, како што кажав, зборовите не можат да го опишат, патот под нозе и дојдете во Битоше. Почитувани гледачи, прекрасно е да се биде во Битоше, а уште попрекрасно да може да се доживее тоа што денеска јас го доживеав. Се надевам дека уживавте во ово издание на Супер Звезда. Јас како голем патриот денеска сакав да ви доловам, значи, еден реален, вистински амбиент од она што денеска се случува во Битоше, на начинот на кој што битушани си ја чуваат културата, си ја чуваат традицијата и што е најбитно, истото имаат начин на кој што им го предаваат на младите. Ви благодарам од мене, толку од денешното наше дружење. Поздрав од Битоше, се гледаме во следната емисија. Јас сум вашиот водител Дарко Мјалковски. Ве поканувам за една недела да се видиме повторно во новото издание на Супер Звезда. До тогаш, чао, пријатно и до гледање од Битоше. Чао!